Седмицата што заминува беше возбудлива на меѓународната автомобилска сцена, па ни овозможи да ви подготвиме интересен колаж. Повеќе од јасно е дека азиските марки го превземаат приматот со префрлувањето на производството на електрични возила. Токму поради тоа формирана е Sony Honda Mobility, компанија која ќе произведува батериски електрични возила и технологија за нив. Од Виетнам на стариот континент пристигна Винфаст, кој во Осло го промовираше почетокот на своите европски операции. Од друга страна, европските марки го менуваат својот визуелен идентитет како што направи Dacia. Лансира лимитирани серии, спортски верзии и се подсетуваат на славното минато. Што добивате за 8 милиони евра покажува Bugatti, а од класиците денеска се присетуваме на Ferrari 250 GTO. После 3 години развој и 50.000 километри тестирање од поларните до тропските краишта, Bugatti го испорача првиот примерок на ексклузивниот 110. За овој хиперавтомобил заснован на Chiron е предвидена исклучително ограничена серија од само 10 примероци. Замислен е како посвета на оригиналниот Bugatti EB110, од каде му и ознаката која во превод од италијански значи токму 110. Затоа и во некои стилски детали подсетува на него. Моторот му е навиен на 1600 коњи, со кои од 0 до 100 км на час забрзува за 2,4 секунди, а максималната брзина ќе ја дознаат само оние кои за него веќе подготвија по 8 милиони евра. На сите други им преостанува да се воодушевуваат на прецизноста со која е направена внатрешноста, за што, како што велат од Bugatti, потребни се 16 недели. Две едно по друго пристигнати вести поврзани со Форд го оставија светот во чудење. Првата е дека од паркингот на фабриката во Флет Рок биле украдени 4 од 5 нови автомобили Mustang Shelby GT500. Дека не се работи за пропуст во протокот на информации потврдува втората вест со која полицијата соопштува дека од депото на фабриката во Дирборн исчезнале возила F-150 Raptor во вредност од $1 милион. Органите на редот пронашле 13 од нив, но додаваат дека потрагата по преостанатите им е оттежната, бидејќи не знаат за точно колкав број возила станува збор. Од Форд останаа недостапни за коментар за тоа како може да им се случи да не знаат што им фали од фабричките паркинзи. Кој може да ги свати американците? Најновиот извештај на тамошниот автомобилски клуб вели дека во последните месеци бројот на возачи што останале без гориво среде пат е зголемен за 60%. Причината е рекордно високата цена која се искачи над $5 за галон, што е нешто под 80 денари за литар. Но не дека американците немаат пари. Подеталната анализа открила дека најголем дел од возачите останале без гориве затоа што како и порано полнеле за $20, без при тоа воопшто да помислат дека сега за тие пари добиваат помалку. Конкретно, лани ова време за наведената сума точеле по околу 25 литри, а сега само 15. Прашањето зошто воопшто не гледале во стрелката за количина гориво во резервоарот останува неодговорено.
Раководството на Stellantis донесе изненадувачка одлука. Ке се повлече од Европската асоциација на производители на возила АЦЕА. Место тоа, сами ќе се соочат со предизвиците на иднината со воспоставување јавен форум на кој учесниците може да разговараат за клучните чекори за почиста мобилност. Вториот по големина производител на возила во Европа не ги образложи причините за овој потек, најавувајќи дека деталите ќе бидат објавени пред крајот на годинава. Се огласи и Европската автомобилска лоби група, чиј председател пред неколку години беше и Карлос Таварес, од каде кажаа дека иако се тажни поради заменувањето на Stellantis, ке ја почитуваат нивната одлука. Во оваа асоциација членуваат скоро сите производители на возила кои имаат своји погони во Европа, освен Nissan, Suzuki и сега Tesla. И покрај сите проблеми, SsangYong не се дава и го представи новиот кросовер Торес според планираното. Тој во палетата на јужнокорејскиот производител ќе зазеде место меѓу Корандо и Рекстон, а на домашниот пазар ќе се продава за доста пристапни 20.000 евра. Заради масивните бранеци, релјефната хауба и чудно скроената маска, изгледот му е провокативно брутален. Острите линии владеат и назад, а мал дизајнерски трик е рачката на десната страна на задната врата, која служи само како украс, бидејќи таа се отвора нагоре. Натрешноста доста се разликува од останатите актуелни модели на SsangYong и можеме да кажеме дури и дека е пријатна. За погон е задолжен 1,5 литарскиот турбобензинец кој своите 170 коњи преку 6-степен автоматски менувач ги пренесува на предните или сите 4 тркала. Корејците засега не ги соопштија своите планови за извоз на овој модел. Во Осло, виетнамскиот Винфаст го означи почетокот на продажбата на стариот континент. Европската премиера на двата електрични кросовери VF8 и VF9 се одржа на меѓународниот симпозиум и изложба за возила. Дизајнот доаѓа од италијанското студио Pininfarina, а во развојот на моделите, како и производствените капацитети, учествуваа компании како ZF, ABB, Bosch и Dur. Покрај тоа, Винфаст сака да обезбеди мрежа за продажба и услуги. Експозитури, наречени Винфаст Stores, се планирани во Германија, Франција и Холандија. Двата модели треба да бидат испорачани во варијантите на опрема Еко и Плюс во втората половина на годинава. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас.
Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Honda го официализира своето партнерство со Sony за производство на електрични возила, но тоа не значи дека се откажува од моторциклите. Во игра по 4 децении пауза повторно се враќа легендарниот DAX 125. Теренската треска се шири и на скутерите. Конкурентот во оваа класа, Kymco, представи студија на скутер подобен да се вози и на офроуд. Само пред неколку месеци дискутираа за стратешки сојуз во полето на мобилноста, сега Sony Group Corporation и Honda Motor Company потпишаа договор за основање нова компанија која ќе се занимава со продажба на електрични возила и ќе обезбедува услуги за мобилност. Новата компанија заедничко вложување 50-50 ќе се вика Sony Honda Mobility Incorporation. Секоја страна има своји задолженија, па така под ингеренции на Honda ќе бидат еколошките и безбедностни технологии, развојот на мобилноста, технологијата за производство на каросеријата на возилото и искуството за управување со постпродажбата. Sony е силен играч во електрониката и разбирливо е што ќе има главен збор во развојот и примената на технологии за фотографирање, сензори, телекомуникации, вмрежување и забава. Новоформираната компанија ќе започне со активности годинава, а првите електрични возила ќе дебитираат во 2025-та. Истиот период е означен како почеток на давање услуги за мобилност на заинтересираните компании. Задоволството на формирањето на сојузот двете страни не го кријат. Напротив, нивните очекувања се оптимистички, засилени со верба во исполнување на зададените цели. Honda во моментов е доста активна на полето на автомобилите, но не ги запоставува ниту љубителите на моторциклите за кои за летово подготви вистинско освежување. После 4 децении го враќа легендарниот DAX на пазарот. Овој уникатен мини моторцикл на времето беше доста популарен благодарејќи на својата едноставност и издржливост. Ознаката ја има добиена од германскиот назив за кучето јазовичар, чие долго тело и кратки нозе беа инспирација за неговиот автентичен дизајн. Телото му е направено од пресуван челичен лим, тркалата се мали, а пневматиците дебели. Брзината не му е меѓу предностите, а и ергономијата е дискутабилна, но затоа нуди многу забава и во рацете и на младите и на повозрасните ќе биде интересна играчка. Затоа ќе се погрижат воздушно ладениот агрегат од 125 кубни сантиметри со скромни 9,5 конски сили и 4-степениот менувач со центрифугална спојка. Модерното време му донесе LED осветлување, дигитални инструменти и диск со пирачки со ABS, а која ќе му биде цената се уште не е познато. Тајванскиот Kymco има интересен предлог за мотољубителите со авантуристички дух, офроуд издание на скутер. Потеклото му е од популарниот Downtown, но за разлика од него изгледа витко и покрај острите линии. Тесните предни светла, малиот ветробран, минијатурните ретровизори и скриениот преден блатобран модерно се вклопени согласно трендовите, на кои се приклонети и задниот дел и издувната цевка. За полесно контролирање надвор од асфалтот, управувачот му е поширок, седиштето благо повисоко, а пневматиците со груб полутеренски профил.
Докажаниот едноцилиндричен воден оладен агрегат на овој скутер и покрај ознаката DTX 360 има 320 кубни сантиметри. Неговите скоро 30 коњи лесно се поигруваат со тежината од 194 килограми. За издржливоста гарантираат челичната рамка, предната телескопска вилушка и задните двојни амортизери. Исто и фактот дека Кимко веќе цела деценија ги произведува агрегатите кои BMW ги вградува во своите скутери. Можеби и затоа цената му се искачува преку 6000 евра. Кинезите имаат амбициозни планови околу електричните возила и планираат своите модели да ги прошират и да станат масовно прифатени. NIO влезе на интернационалната сцена пред само 4 години, а веќе го представи својот петти модел, електричен кросовер ES7, чии димензии и перформанси се блиски до Tesla Model X. Со 653 коњи и автономија до 600 км е далеку поевтин од Tesla, но секако нема да биде ефтин. Таква улога на себе ја превзема Jidu, објавувајќи ги првите снимки на Robo 01, потполно електрично возило кое треба на пазарот да се појави во текот на идната година по популарна цена. По вокација кросовер целосно е развиен од технолошкиот гигант Baidu и ќе го произведува Geely. Новиот кросовер со ознака ES7 по големина е некаде меѓу Tesla Model X и Model Y и е најмокниот досега во понудата. Поставен е врз втората генерација на електричната платформа која има воздушно ослонување и прилагодливи амортизери. Каросеријата е направена од челик и алуминиум, а бројната електроника вклучува и лидер за функционирање на автономните системи. Од опремата може да се пофали со панорамски покрив, загревани и вентилирани седишта, аудио систем со 23 звучници и јачина од 1000 вати, но и кожа и дрво во внатрешноста. Двата електромотори со 653 коњи му обезбедуваат перформанси кои оставаат без див, а трите пакета батерии автономија меѓу 485 и 850 км. Почетокот на продажбата е закажан за август по цена од околу $70,000. За $10,000 помалку постои можност возилото да се купи без батерии кои се изнајмуваат за $150 до $250 месечно во зависност од капацитетот. Треба да се спомене и дека од 2024 година NIO планира сопствено производство на батерии. Robo 01 ќе биде опремен со четвртото ниво на автономно возење, додека изгледот на серискиот модел ќе претрпи минимални промени. Визуелно има аеродинамична форма со многу кривини и врвен дизајн на кого се истакнуваат LED светлота кои имаат дигитална технологија со вештачка интелигенција кои комуницираат различни сигнали со околината, особено со пешаците. Влезот во кабината е олеснет со комбинација на предните врати што се отвораат нагоре и задните во спротивен смер на класичните. Внатре, Jidu Robo 01 има широк екран во висока дефиниција на контролната табла, камери што ги заменуваат ретровизорите, правоаголен волан што се склопува кога автономните технологии го превземаат возењето, футуристичка централна конзола со области чувствителни на допири и 4 индивидуални седишта. Jidu се потруди да обезбеди софтвер за вештачка интелигенција Duer OS, додека хардверот се состои од чип NVIDIA Orin X и процесор Qualcomm 8295. Што е уште поважно? Два лидери се појавуваат од
од двете страни на хаубата, при што секој од нив интегрира 128 ласери кои ја скенираат околината до 200 метри раздалеченост. Тие ќе бидат комбинирани со 20 камери, 12 ултразвучни радари и радари со 5 мм бранови кои континуирано ја скенираат околината. Во моментов највисокото ниво на автономно возење на пазарот е ниво 3 од Mercedes-Benz, па затоа и голема работа за кинескиот производител е да го представи нивото 4. Во реалноста, Jidu Robo 01 ќе може сам да вози поголемиот дел од времето, а возачот ќе го надгледува. Ксија Јипин, извршен директор на Jidu, рече дека во новата ера на автомобилите правата на возење ќе бидат префрлени од луѓето на вештачката интелигенција. Jidu не даде детали за електричниот погон. Производството на Robo 01 треба да започне во 2023 година од страна на Гили, а набргу ќе следуваат првите испораки на моделот во Кина. Цената ќе биде блиску до 200.000 јуани, приближно $30.000, што го прави прилично ефтин за технологијата што ја носи. На првиот електричен автомобил на Jidu ќе му се придружи втор серијски модел кој ќе биде лансиран на пазарот во 2024 година. Dacia е позитивен пример како руина да се претвори во успешна приказка. Сега ефтиниот, но драгоцен бренд на Рено оди чекор понатаму и го воведува новото лого на сите модели. Тоа нема никогаш да се случи на Шкода, која цврсто се држи до својата стрела, која сега гордо стои на хаубата на новата Fabia Rally RS2. Новиот визуелен идентитет означува пресврт во дизајнот и ги одразува заложбите за иднината, но и вредностите што ја прават Dacia толку успешна. Сите нарачани возила од средината на јуни, а првите испораки се очекуваат во последниот квартал од годинава, ќе го понесат новиот заштитен знак на марката. Минималистичките букви Д и Ц, испреплетени како синџир, формираат сосема нов амблем што ја рефлектира робусната едноставност на новиот дизајн. Друга видлива промена се однесува на изгледот на логото на задниот дел, како и на воланот. Само неколку месеци беа доволни да се обнови и освежи гамата. Електричниот Спринг и просторниот Джогер се најновите продукти, додека Дастер и Сандеро, Степвеј и Логан добија адекватни естетски зафати. Сега Dacia може да се пофали со нов визуелен идентитет на целата палета возила. Покрај обемната трансформација, Dacia остана доследна на своите основни вредности, што значи дека ќе продолжи да произведува возила без непотребни додатоци, приспособени на најновите потреби и очекувања на клиентите. Светската премиера е закажана за Парискиот мотор шоу, закажан за октомври. Следејќи го успехот на претходните генерации, Шкода Моторспорт го разви новиот победнички рели автомобил. Базиран е на четвртата генерација на Fabia и има нов мотор, подобрено управување, изменет погонски систем и надградена електроника. Своите способности ги демонстрираше во серијата тешки тестови на асфалт, макадам и мраз во различни временски услови. Како велат од Шкода, подготвен е и во иднина на тимот да му носи победи и титули. Во неговиот развој оптимизиран е секој детај. Аеродинамиката му ја олеснува работата на 1,6 литарскиот агрегат со 300 конски сили, базиран на TSI серијата која се користи во RS моделите. Посебниот систем за сопирање поднесува дисковите да достигнат температура и поголема од 700 степени Целзиусови. Затоа се опремуваат со систем за ладење различен за секоја подлога посебно.
Прецизно избалансираната шасија со подолго меѓуоскино растојание и нова кинематика на ослонувањето испорачува вредни десетинки секунди, а подобрена е издржливоста на диференцијалите и менувачот. За безбедноста се грижат за штитниот кафез направен од 36 метри челични цевки и специјалната пена која ја абсорбира енергијата. Во своето постоење, Ферари има создадено бројни славни модели, меѓу кои и 250 GTO, кој има посебно место во целата автомобилска историја. За него велат дека вреди да се продаде душата на ѓаволот во буквална смисла на зборот. Настана на почетокот на 60-тите години со колективен ангажман на повеќе инженерски имиња како што се Бизарини, Форгиеро, Скалети и други. Иако можеше да се вози по обични патишта, беше наменет за трки и практично се на него беше подредено на тоа. Механиката повеќе или помалку му беше конзервативна без некои надредени решенија, но сепак моќна. Секој цилиндер на V12 моторот имаше по 250 кубни сантиметри работна зафатнина, од каде произлегува неговата ознака. Максималните 300 коњи го дотеруваа до 285 км на час, но во аскетската кабина немаше брзинометар. Тој на возачот не му беше потребен, бидејќи секако беше побрз од конкуренцијата, благодарејќи и на аеродинамиката која беше дотерана во воздушниот тунел на Универзитетот во Пиза. Се произведуваше од 1962 до 1964 година, кога заради промените на правилата за хомологација продукцијата му запре на 36 примероци. Се продаваше и во Америка, но само за купувачи лично одобрени од Енцо Ферари и неговиот тамошен дилер. Иако беше ултра успешен во трките, неговиот вистински подем започна многу подоцна кога кон средината на 80-тите го открија колекционерите. Тогаш за прв пат еден примерок од овој неповторлив автомобил беше продаден за повеќе од $1.000.000, сума која со секоја аукција рапидно растеше. Најскапиот го промени сопственикот во 2018-та за дури $70 милиони. Летото е време за релаксација, но не за сите. Стручњаците на Римац работат под висок напон, некои на проширување на процесот на хомологација, а други на креирање адреналински настапи. Еден таков е и дуелот меѓу хрватскиот електричен суперавтомобил со спортски авион, кој за да биде поинтересно леташе наопаку. Протагонисти се двајца искусни пилоти, првиот фабрички возач на Римац, а вториот летечки акробат на Red Bull. Резултатот изненадува, но не и брзината од преку 350 км на час што ја постигнаа. Како помина овој спектакл, погледнете во кратката снимка од нивниот дуел. Европскиот Илон Маск, како што го нарекуваат Мате Римац, за своите 34 години живот постигна повеќе од многумина што се осмелуваат да фантазираат. Ние имаме ексклузивно интервју со него кое можете да го прочитате на нашиот сајт www.automagazin.com.mk. До следното издание, до гледање.